доцниот бронзен период од 1500 до 1200 година пред нашата ера. Локалитетите не се во доволна мера истражувани, така што се откриени мал број на наоди. Од периодот на железното време во Скопската котлина се регистрирани повеќе утврдени населби и некрополи. Населбите обично лежат на доминантни возвишенија со визуелна прегледност над непосредната околина. Нивната позиција им обезбедува непречено да функционираат и го организираат својот стопански живот. Близината на земјоделските и стопанските ресурси, како и на комуникациите што поминуваат покрај нив, ќе придонесат некои од нив да прераснат во поголеми центри. Покрај населбите во Скопскиот регион се регистрирани повеќе некрополи од периодот на железното време. Најголемиот дел од нив припаѓа на населбите, но постојат и такви на кои се уште не им е позната населбата. Од 8 засега регистрирани населби на ниту една не е позната стратиграфијата. Но и покрај тоа што се евидентирани голем број археолошки локалитети, освен површински испитувања, ископувања се вршени само на неколку од нив и тоа: Вршник, Горешница и Врњак кај Маркова Сушица во 1952, 1994 и 2000 година. Ископување на музеј на Македонија. И Пржали кај Варвара во 1995, 2000 и 2006 година. Ископување на музеј на град Скопје. Даут Пашиниот амам е бања подигната во текот на 15-тиот век од големиот везир на Румелија. Најверојатно го граделе мајстори од познатата Дебарска ѕидарска школа. Изграден во центарот на Скопје на 100 метри од камениот мост, амамот е детално реставриран во 1948 година. Највпечатлив дел е покривот составен од 13 нееднакво распоредени куполи. Во внатрешноста постојат 15 простории, различни по големина, меѓусебно поврзани со сводести премини, украсени со ориентална орнаментика. Покрај Чифте амам и мала станица, денес тој е дел од Националната галерија на Македонија. Даут Пашиниот амам располага со збирка од 15-тиот и 16-тиот век, со богата колекција на слики од 18-тиот и 19-тиот век, како и од современото македонско сликарство. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расу тесни. Вечно